Најави за денешните настани. Охрид има потенцијал за развој на спелеолошкиот туризам. ОВР Струга го расчисти случајот со пукање на улицата Јана. Триесетиседми Охридски староградски средби. Охридските стрелци со успешен настап на меѓународниот турнир во Бугарија. АХВ започна со вакцинација на лисиците против беснило. Внимателно во природа и не ги допирајте вакциналните мамки. За најавените содржини ќе ве информираме во дневникот кој започнува по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес, по свежото утро, во текот на денот имавме умерено облачно време со сончеви периоди и максимална дневна температура до 23 степени Целзиусови. Во текот на ноќта, среда кон четврток, ќе превладува претежно ведро, ветровито и свежо време со пад на ноќните температури. Во четврток во северните делови на Европа под влијание на циклонска активност ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд, кои што ќе бидат проследени со засилен ветер. Во останатите предели од стариот континент ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност и релативно топло за овој период од годината. На Балканскиот полуостров утре ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност. Ќе биде ветровито и посвежо со дневни температури кои што се во благо опаѓање во однос на претходните денови. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 21 до 30 степени. Во Македонија во четврток по свежото утро со пад на утринските температури кои што ќе се движат во интервал од 5 до 15 степени, во текот на денот ќе превладува сончево, ветровито и свежо време. Ќе дува умерен североисточен и северозападен ветер кој што ќе достигне брзина до 35 км на час. Максималните дневни температури во Македонија утре ќе се движат во интервал од 18 до 28 степени. Во Охрид во четврток по студеното утро и температура од 9 степени. Во текот на денот ќе превладува сончево, ветровито и свежо време. Ќе дува засилен североисточен ветер. Максималната дневна температура ќе се искачи до 23 степен Целзиусов. Во Охрид во петок и сабота по студеното утро и температура од 8, односно 10 степени, во текот на денот ќе превладува сончево и потопло време со максимални 26, односно 27 степени. Во недела ќе продолжи сончевото и топло време. Утринската температура од 11 степени, додека пак дневната ќе достигне до 29 степени Целзиусови. Гледавте Метео на ТВМ во соработка со Трпе Инвест. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен Бау Центар на улица Железничка.
Во АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро лебот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менаџерскиот тим на Тамаро Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи. Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Охрид има потенцијал за развој на спелеолошки туризам. На Галичица има над 40 пештери кои чекаат туристичка валоризација. Постојат документи дека има уште неоткриени пештери, но потребни се посериозни археолошки научни истражувања. Мистериозните пештери на Галичица да бидат туристичка атракција. Охрид има капацитет и треба да развива спелеолошки туризам, сугерираат експертите. На планината има над 40 пештери, но само една беше мапирана и туристички валоризирана за посета на гости. Пештерата Саматска дупка, која со години е затворена и недостапна за разглед на туристите. Пештерите треба да бидат мапирани и безбедни и да станат дел од туристичката понуда на градот Охрид. Ево да се имаме еден мал пример како одени пештери во Франција, во Шпанија, права светски познати туристички дестинации, каде што се акумулираат огромни финансиски средства. За жал, многу малку се истражени пештерите во Македонија. Ако зборуваме за Охридскиот регион, малтене ни една пештера не е истражена. Спелеолозите во 2015 година открија нови 7 пештери на Галичица. Постојат документи дека има уште неоткриени пештери, но потребни се археолошки научни истражувања за нивна туристичка валоризација. Кога веќе имаме на раритетна планина со со полина од двете најстари езера во Европа, Охридско и Преспанско езеро. Кога имаме еден прекрасен, феноменален видик од таа планина према езерото, тогаш тие пештери би требало да представуваат да одземаат воздишката од на туристите кои ќе дојдат и кои ќе видат. Охридскиот факултет за туризам во 2019 година изработи стратегија за развој на спелеолошкиот туризам, кој во земјава се уште е во зародиш. 37 Охридски староградски средби во петок 19 септември. Во петок 19 септември ќе се одржат 37-те Охридски староградски средби во големата сала при Центарот за култура Григор Прличев во Охрид со почеток во 19 часот. Според организаторите, Охридските староградски средби и годинава ќе понудат програмски квалитет, што значи вредносно продолжување на традициите што датираат од пред неколку века, придонес во незаборавот на старите автентични песни, на враќање во богатата градска ризница на традициите од минатите векови. Во рамки на програмата предвидени се настапи на градскиот мешан хор Вокслих Нидос од Охрид, вокален октет Прилеп, културно-етничкото друштво Распеани кичевчани од Кичево, ансамбл Вања Лазарова Скопје, Распеани стружани од Струга, градски хор Штип и културно-етничкото друштво Далги при Сдруженијето на пензионери од Охрид и Дебарца. Влезот е слободен.
2 лица од Струга и Велешта се приведени под сомнение за кривично дело убиство во обид. Истражните органи спроведуваат истражни постапки за целосно расчистување на случајот со пукање кон жител на Джепчиште на улицата ЈНА во Струга. Ова Струга го расчисти случајот поврзан со кривичното дело убиство во обид по член 123 од Кривичниот законник став 1, а во врска со членот 19. Имено во текот на вчерашниот ден, поточно синоќа околу 23 часот, а и денеска околу 11 часот, полициски службеници од ова Струга ги лиши од слобода 29 годишник жител од Струга со иницијали АК, а денеска и лице на возраст од 34 години од српското село Велешта со иницијали ЛК. Тие претходно на улицата ЈНА во Струга со метални предмети ги нападнале БА 52 годишен од селото Джепиште, Дебар, и 17 годишно лице од истото село, пошто ЛК со пиштол испукал неколку куршуми кон 52 годишникот од селото Джепиште и избегал. По преземени сет мерки, двајцата се пронајдени и лишени од слобода, како што напоменав, а повредениот со возило на итната медицинска помош е пренесен во општата болница во Струга, каде што се констатирани тешки телесни повреди. По целосно расчистување и документирање на настанот, ова Струга ќе поднесе соодветни пријави. Охридските стрелци со извонредни резултати на интернационалниот турнир The Golden Shot, што се одржа во Бугарија. На покана на стрелачкиот клуб Стрелба од Варна, стрелците од стрелачките клубови Охрид и Лихнидос настапија на интернационалниот турнир The Golden Shot. Охридските стрелци се надпреваруваа во дисциплините воздушен пиштол и пушка во возрастни категории од 14, 16, 18 и 21 година, како и во мешани тимови, односно дует. Во конкуренција на надпреварувачи од повеќе клубови од Бугарија, Молдавија и Македонија, охридските стрелци постигнаа извонредни резултати. Кристијан Балоски на воздушна пушка меѓународна програма до 21 година го освои првото место. Теодора Спироска во категорија до 18 години се пласира на втората позиција. Настап во дует со пиштол има Иван Милевски и Стефанија Велјановска од стрелачкиот клуб Охрид, како и Наталија Савеска и Климен Мостро од стрелачкиот клуб Лихнидос, кои надпреварот го завршија како второ, односно трето пласирани. Во програмата воздушен пиштол Иван Милевски во категорија до 18 години ја освои првата позиција, а Стефанија Велјановска и Наталија Савеска во категоријата до 21 година завршија како второ и трето пласирана. Агенцијата за храна и ветеринарство почна со орална вакцинација на лисици против беснило, препорака до граѓаните за внимателно движење во природата. Агенцијата за храна и ветеринарство од 15 септември започна кампања за орална вакцинација на лисиците и дивите карнивози против беснило. Кампањата се спроведува со авионско фрлање на вакцинални мамки на целата територија на државата, со исклучок на населени места, водни површини и планински врвови над 2000 метри надморска висина. Од Агенцијата за храна и ветеринарство апелираат до граѓаните во наредниве денови исклучително внимателно да се движат во природа, во никој случај да не ги допираат вакциналните мамки кои се со кафеава боја, личат на чоколадни коцки и имаат мирис на риба кој ги привлекува лисиците. Исто така да бидат посебно внимателни во евентуален контакт со животни, особено со лисиците кои се приближуваат до населените места и кои не покажуваат страв од луѓето. Мамките се соодветно обележани со инструкции за начинот на постапување при евентуален допир. Доколку се случи да дојдете во контакт со мамките, рацете задолжително да се измијат со поголемо количество вода и сапун, а при само повредување или расекување со дел од капсулата на вакцината, задолжително да се побара помош од доктор по медицина, потенцираат од агенцијата. Доколку кучиња или мачки дојдат во контакт со мамката, таа не е штетна по нивното здравје. Во оваа кампања ќе бидат фрлени околу 450.000 вакцинални мамки. Кампањата е предвидено да заврши на крајот на септември, а со истата ќе се одбележи Светскиот ден за борба против беснило 28 септември. 3 недели по завршувањето на вакциналната кампања, Агенцијата за храна и ветеринарство ќе спроведе контрола на незината успешност. Програмата за орална вакцинација на лисиците против беснило започна во 2011 година.
Од тогаш во државава потврдени се 9 случаи на беснило, 8 кај диви животни и 1 кај домашна мачка. Овогодинешната есенска кампања за орална вакцинација се спроведува за прв пат по 3-годишна пауза. Се реализира со финансиска поддршка од Европската здравствена и дигитална извршна агенција за период од 3 години во вредност од околу 2,5 милиони евра. Ова беше се што подготвивме за првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Имајте пријатен ден.